Предмет одлука за прошируване на средства на бюджетна община Делчо за 2021 година. Предмет одлука за легализация побаря на Киро Атанасов. Предмет одлука за легализация исто така побаря на Киро Атанасов. Предмет одлука за легализация побаря на Ванчо Манов. Предмет одлука за легализация побаря на Стоян Боцев. Предмет одлука за формиране на партиципативно дело на община Делчево. Деловник за работа на партиципативно дело на община Делчево. Полугодишен извеща за работа и постигнатите резултати на общинско областно училище Ванчо Манов Делчево в изчетна на 2022. Полугодишен извеща за работа на общинско областно училище Светлина Добрич от Делчево в изчетна на 2020-2021. Извеща за реализация на програмата за явна на 2020 година. Предна програма за явна за 2021 година. Предна програма за година за 2021 година. Предна програма за освобождаване, облагане на година и опис на побаруване. Предна програма за резервиране средства за експроприация от бюджетна община за 2021 година. И като последна точка предна програма за добавична помощ побаря на целен кръст на РСМ общинска организация Делчево. Пред да отворам разправа връзка с обнемният ред, сакам да ви известам дека побарање на директор на јавно национално предприятие со писмен допис доставен на обнемка до председател на Совето, побара точката за измена на плана за работа да види тръкна обнемен ред на днешната седмица, поради доработка на истата и най-вероятно ще бъде за наредната седмица во март. Отворам разправа връзка с предложения обнемен ред на днешната седмица. Дай нека да раздол. Почитувам председател, почитувани съветници. Предлагам като точка на дневен ред да се стави предлог одлука за утвърдување на некоја минимална сума на фамилиите кои имаат возрастни лица со посебни потреби, бидејќи во услови на COVID криза нивните трошоци остануваат, обемот на работа им е намален, барањето од неколку такви лица, доколку има потреба ќе достават и барање, писмено, петиција или било која форма. Меѓутоа ние да доставиме на дневен ред, за да утврдиме некоја минимална помощ, бидејќи знаете еднаш месечно мораат да патуваат за Скопје, за прегледи и така натаму, барем тие трошоци патни или нешто така да се утврди да им се помогне. Тие се редовни платичи на данови во општината и да се размисли и да се стави на дневен ред. Бидејќи рекоа дека до подолго време не добивале парична помощ, во криза се и да размислиме како советници за доброто на нив и нормално тоа е един хуман гест. Благодарам. Друга връзка с дневният ред. Връзка со предлога на советникот Сашко. Сега немаме конкретно што да ставиме на дневен ред. Значи иницијативата може да ставиме за нареден совет, комисијски да утврдиме содржина на одлука и да ја ставиме на дневен ред. Сега конкретно нема што да ставиме на дневен ред, пошто не сме нити комисијски заседавани, нити сме утврдили содржина на одлука. Иницијативата е во ред, предлогот е во ред, дај да го седнеме како советници, како комисија, да утврдиме предлог текст на одлуката и за нареден совет. Едноставно може и писмено барање да се поднесе од вас како советник или како координатор на советничката група, во која форма да биде предлог одлуката со прилог. Предлог и за нареден совет да мислам да се направи комисија, да се види содржината на таа одлука. Сега, пошто немаме конкретна содржина, паушално точка на дневен ред, што да стане? Немаме конкретно. Повелики. Значи, подобната на комисија за възможности, разлика советници да беше на предходниот совет, Сузана, беше поставено прашање дали има помагана на лицата со хендикеп или со посебни потреби, и таа рече дека, значи, на сите семејства им излезено во Петрев и дека на сите им е помогнато од страна на општина Делчево. Не сеќавам само на кој совет беше, дали беше на предходниот, на предходниот, да. На предходниот. Да. Во ред, значи не е спорно написано да се пушти иницијатива за ставање на точка на дневен ред на наредна седмица, ама да има конкретен текст и предлог одлука. Сега паушално би расправали и ти донеме нешто што може би не е буџетирано или не е предвидено. Значи не е спорно, ето тука и шаба. Значи треба да се консултираме и со финанси и у кој домен може да одиме како совет со таква одлука. Иницијативата во ред, ама да ја оставиме за нареден совет како предлог. Вие знаете сигурно дека имате донесено правилник за исплата на еднократни помошти. Они можат да се јават со барање. Ако ги исполнува условите по правилникот, вие што сте го донели, не е спорно да им бидат одобрени таму одредени на средства.
Не, за тази посебната категорија може да размислиме за предлог одлука, само да биде за... Рекла дека последната исплата е била во декември, значи тука е и ръководител може да каже дали е така. Во декември, а во меѓувреме тие имали са 2 или 3 прегледа во Скопје. Последната исплата за еднократни помошти е во почет крај на Ајде дискусија да не ја водиме повели слайд за врска со предлогот Сашо. Председателката на комисијата ни кажа дека е помагано на семејства со деца дека има хендикеп, меѓутоа на социјално загрозени. Во општина Делчево има семејства кои што се, например, мокни, двајцата родители се вработени, меѓутоа имаат дете со посебни потреби кои го чуваат дома. Значи, ние имаме информација и од повеќе граѓани во Делчево сме замолени да го поставиме како точка и на тие семејства што, например, имаат приход, да им се помогне кои имаат деца со посебни потреби кои го чуваат дома. Според тоа, затоа викам да за нареден слой да измислиме... За социјално загрозено семејство кажат кои имаат деца со посебни потреби. Добре, значи предлозите са добри, само за нареден слой. Да закажеме комисија, да утврди предлог текстот на одлуката и да донесе. Сега да не разправяме поучално за нешто што не сме побарали информација од секторите и од одделението на Долг на Делчево. Значи, ворете предлог и сметам дека едногласностите советници ги го подржат тоа. Пошто е интересно да граѓаните има таа категорија на граѓани. Значи се согласувам, немам против. Јас лично като советник предпоставам дека и сите советници немам против за таа работа. Друга врска со предлог утврдениот дневен ред за 50-та редовна седница, дали има прашање и избор? Бидејќи никој друг нема разбор, ја заклучувам расправата и дневниот ред за 50-та редовна седница на Советот на општина Делчево го ставам на гласање. Кој е за дневниот ред? Кој е против? Возражено нема, констатирам дека дневниот ред е усвоен со 15 гласа за. Отварам расправа во врска со записникот од 49-та седница на Советот на општина Делчево. Дали некој бара збор или има забелешка на записникот? Бидејќи никој нема разбор, е заклучена расправата и записникот од 49-та седница на Советот на општина Делчево го ставам на гласање. Кој е за? Кој е против? Возражено нема, констатирам дека записникот е усвоен со 15 гласа за. Прва точка од денешниот дневен ред е кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Делчево за 2020 година за период од 1.1.2020 до 31.12.2020. Образложение на точката ќе даде господин Шорна Багашов, ръководител во секторот за финанси. Почитувани съвети, почитувани председатели, следва се кварталниот извештај за 2021 година за извршувањето на буџет за оваа година. Извршувањето на приходите во буџетот на општина Делчево за 2020 година изнесува 87,5%, односно од вкупно планираните 302 милиони 113.900 денари приходи во текот на годината се реализирани вкупно 265 милиони 429.000 денари. Односно, како што кажав, 87,5%. Одлив во основниот буџет од планирани 78 милиони 677.000 денари, реализирани се 72 милиони 073 денари, односно 91,60%. Во буџетот на дотации од планирани 173 милиони 505.900 денари, реализирани се вкупно 106 милиони 25.000 денари или 92%. Во буџетот на донации од планирани 6 милиони 927.000, реализирани се 5 милиони 767.000 или 83,4%. И во буџетот на самофинансирачки активности од планирани 16 милиони 367.000, реализирани се 6 милиони 475.000 или 33,4%. Самофинансирачки активности, тоа се сметки во склоп на основните и средните училишта, библиотеката и детската градинка. Тука ќе приметите дека остварувањето е многу помало во однос на другите видови приход, а тоа е една единствена причина. Они имале планирано минатата година екскурзии на учениците и планиране приходи по тој основ, меѓутоа поради ковид пандемијата екскурзиите не се реализирани, така да и приходите автоматски
се остварени со процентот кој што претходно го кажав. При анализата на основниот буџет се гледа дека данъчните приходи се неплатени во износ од 35 милиони 152.000 денари, а од вкупно планирани 34 милиони 342.000 денари или повеќе се неплатени за 2% од планираното. Најголема е неплатата од данъците на имот и тоа во износ од 13 милиони 460.000 денари, од данъци на специфични услуги во износ од 18 милиони 224.000 денари, овде спаѓа комунална такса за истакната фирма, комунална такса за одржување на јавно осветлување, комунална такса за користење на улици со патнички и товарни моторни возила, при што се плаќа овој износ при регистрацијата на самото возило, потоа за надоместно народување на граждано изградено земјиште и други помали износи од комуналните такси. Неданъчни приходи се неплатени во износ од 1.730.000 денари, од вкупно планирани 2.035.000 денари, односно 85%. А тоа се приходи од административни такси и надоместници. Капиталните приходи се неплатени во износ од 4.472.000 денари, од вкупно планирани 4.105.000 денари, и овде имаме надмашување за 8%. Значи за 8% повеќе се приверени приходи во однос на планираното. Овде тоа се однесува на приходи од продажба на земјиште, надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровини, надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени обекти, односно легализација. Трансферите и донациите се реализирани во износ од 198 милиони и 19.000 денари, од вкупно планираните 223 милиони 627.000 денари или 88,5%. И тука спаѓаат средства добиени по основ на дотации на општината и приходи од ДДВ. Ова беше за приходи што ги имаме оставено во текот на минатата година. Што се однесува за расходите, вкупните расходи се планирани на износ од 302 милиони 113.000 денари, од нив се реализирани 263 милиони 140.000 денари, односно 87%. Ако генерализираме разходите во основниот буџет, ќе видиме дека од вкупно планирани расходи во висина од 78 милиони 677.000 денари, реализирани се 72 милиони и 73.000 денари, односно 91,6%. Во групата 40 реализирани се 22 милиони 177.000 денари, од вкупно планираните 23 милиони и 102.000 денари. Овде во група на трошци спаѓаат платите при донесите од плати и другите напоместници. На група 41 текови резерви планирани се 50.000 денари, а се реализирани 40.000 денари. Група 42 реализирани се 18 милиони 210.000 денари, од вкупно планирани 20 милиони и 29.000 денари, односно 91%. Во оваа група спаѓаат парни и неми расходи, комунални услуги, грејење, комуникација, транспорт, горива, масла, канцеларски материјали, поправки, тековно одржување на улици и патишта, услуги за обезбедување, договорни услуги и други расходи. На групата 45 се реализирани 20.500 денари од планирани 25.000. Овде се работи за исплата на камата по кредит на МСИ-2, земја за изградба на детска градинка пред 6 години. Група 46 планирани 1 милион 750.000 денари, од кои се реализирани 1 милион 640.000 денари. Тоа се трошци исплатени до здружение на граѓани, до спортски клубови, стипендии за ученици и стипендии за студенти. Група 47 од планирани 800.000 денари, реализирани 771.000 денара. Овде се работи за трошци за исплата на новороденчиња и еднократна помош. И на крајот во групата 48 влегуваат капиталните расходи, кои се реализирани во износ од 27 милиони 360.000 денари, од планираните 31 милиони и 65.000 денари. Овде се работи за исплата на средства за изградба и реконструкција на улица,
изградба на градска капела, изготвување на проекти за изградба на улици и надомест за одземенување. Еве тоа се образложението за извршувањето на четвртиот квартал, односно за целата 2020 година. Истото образложение слично ќе имате и на наредна седмица, кога ќе разгледате и годишна сметка за овој буџет на општина Делчево, така да можете и за тоа да припремате прашања и сега ако имате нешто да прашате, поведете. Отварам расправа по точката по број 1 во врска со кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Делчево за 2020, односно за период од 1.1 до 31.12.2020. Дали некој има прашање? Советник Билјана, повеќе. Подетелно, ако може за точките 425 и 426, 42 разходи. Ќе да замолам за такви детални информации со писмено барање, пошто документи ми се доле, па треба да се погледне од книговодството, така да ќе замолам за писмено барање. Ќе добиете одговор најбрзо можево. Сите ли прашање у писмено Да, барање? најбо, пошто колешката требаше да даде образложението на ова, у последен момент ми кажа, нека аз треба да дојдам, така да на брзина се стремим. Мисля дека не е спорно и ќе ви поточен и одговор написмено и тоа. А ви реков дека у наредна седмица ќе разгледувате завршна сметка, така да слично образложение ќе имате повеќе. Друг за прашање? Бидејќи некој друг нема разбори, заклучуваме расправата од кварталните извештаи за извршување на буџетот на општина Делчево за 2020 година за период 1.1.2020 до 31.12 и остана гласен кој е за заклучок за извршување. Кој е против? Кој е воздржан? Констатирам регистрите сме со 9 гласа за и 5 против. Мислам дека да кажем ние следна точка од денешниот дневен ред, втора поред е предлог одлука за проширување на средства на буџетот на општина Делчево за 2022 година. Образложението да исто така шалом багаж повеќе. Овде се работи за вишокот на средства кои останале непотрошени во институциите, основни училишта, средно училиште, гимназија, средно училиште, гимназијата Методи Митицки Брицо, библиотеката и детската градинка. Вкупно кај сите институции останале непотрошени 16.261.800 денари. Со проширување, поточно, во програмата N1, тоа е основно образование, вишок на приходи е остварен 2.900.000 денари, во програмата N2, средно образование, вишок на приходи е остварен 7.344.000 денари, програмата K1, библиотека, вишок на приходи 715.800 денари и програма V1, вишок на приходи 5.302.000 денари. V1 тоа е програма за детската градинка. Значи вкупно се остварен вишок на приходи 16.261.800 денари. Во одлуката што имате пред себе, сите од установите имаат доставено до нас предлог за што би им било потребни да ги потрошат овие средства. Така да, ако има потреба да ги читам поединечно, може да приметите дека најголеми суми кај N1 основно образование 1.901.000 денара, плаќање на судски решенија, таму има судско решение едно за повреден ученик пред повеќе години во подрачно училиште во село Разловци. Потоа во N2 во средното образование најголем дел од вишокот на приходи ќе го употребат за изградба на други објекти 5.844.000 денари. Гледам и детската градинка имаат и они за прехранбени продукти 1 милион денари и за инвестиции 1 милион денари. Додека библиотеката имаат најголем износ книги, закупување на книги во библиотеката 230.000 денари. Еве тоа е за одговорот за проширувањето на буџетот.
Благодаря. Отваряме разправа по точка да подреден брой 2 във връзка с предлог одлука за проживяване на средства на бюджета на община Делчев за 2021 година. Следното Бори има прашение договор за задържа. Видите, никой няма разбор е заключена разправата и предлог одлука за проживяване на средства на бюджета на община Делчев за 2021 година. Оставам на гласен. Кой е за предлог одлука? Кой е против? Кой е въздържан? Констатирам дека одлука да е донесена со 9 гласа за и 5 против. Доколку дозволите да поминеме со расправа на точките подреден број 15 и 16, пошто исти и образлагач Чабан Багашев, доколку дозволите да почнеме да расправаме по предлог одлуката за ослободување од плаќање на закупнени и отписно побарување и предлог одлуката за резервирани средства за експроприација на буџетот на општина Делчев. Дали може да му дадеме збор по тие точки на господин Шебан? Добро. Значи продолжуваме со расправа по точката во врска со предлог одлуката за ослободување од плаќање на закупнени и отписно побарување, која е 15-та поред по денешниот утврден дневен ред. Оволи. Овде се работи за две семејства кои што живеат во прифатниот центар, на улица 8 септември, мислам. Се работи за две сиромашни семејства, од кои во едниот во 2011, другиот тамо некаде исто во тој период подпишале договор за да се вселат тамо во една соба да користат и тогашните градоначалници им ставиле износ да плаќаат по 500 денари месечна кирија. Овие лица се невработени семејни семејство, така да предлог нашиот, значи во иднина од 1 март да не им се фактурира кирија и пошто се работи, ќе кажам, за социјални случаи, досегашниот износ на неисплатена кирија да им биде отпишан. Конкретни детали ги имате во одлуката, па поведете. Благодаря. Отворам расправа во врска со точката. Прво за збор се советник Сашко, па советник Билјана. Прашање, дали другите што се таму станали не плаќаат. Центар плаќаат? Не плаќаат. Добро, мислам да се отпишат за тоа. Да, и сега така ќе бидат сите равноправни да бидат. Да. Добро. Советник Билјана или истото беше во истиот контекст. Благодарам. Друг за прашање или збор по точка. Бидејќи никој нема разбор, ја заклучувам расправата и предлог одлуката за ослободување од плаќање на закупнено и отписно побарување и оставам на гласање. Кој е за предлог одлука? Кој е против? Кој е воздржан? Констатирам дека одлуката е донесена со 14 гласа за. Следна точка ќе расправаме по предлог одлуката за резервирани средства за експроприација во буџетот на општина Делчев за 2021 година, 16-та поред. Давам збор на господинот Шабан, кој ќе даде образложение по точката. Овде се работи за одлука за резервирани средства за експроприација за 2021 година. Овој износ има во самиот буџет, меѓутоа кога ќе дојде ситуација општина Делчево да изврши експроприација на одредено земјиште за изградба на улици, тогаш правообранителот во Кочани ни бара посебна одлука, не буџетот, кај што може да се види овој истиот износ, ни бара посебна одлука дека има Советот на општината донесена одлука за фактички откуп за експроприација на земјиште. Се работи за износот кој што е планиран во самиот буџет од 2 милиона денара, кој се наоѓа на ставката 485, подставка 485-420, програма ЈД. Тоа е. Да, отварам расправа по точката во врска со предлог одлуката за резервирање средства за експроприација во буџетот на општина Делчев за 2021 година. Дали некој бара збор или има прашање? Видејќи никој не се јави за збор, заклучувам расправата и предлог одлуката за резервирање средства за експроприација во буџетот на општина Делчев за 2021 година. Ставам на гласање кој е за предлог одлука. Кој е против? Кој е воздржан? Констатирам дека одлуката е донесена со 11 гласа со 12 гласа за и 2 воздржани. Благодарам Шабан во делот на неговото образложение. Продолжуваме со третата точка од денешниот дневен ред, а тоа е во врска со предлог одлуката за утврдување на потреба од донесување на урбанистичка планска документација за беспроизграден објект, надвор од плански опфат објект, фарма број 1 по барање на Киро Атанасов. Дали да
Господин Горан да дава образложение на точката и благодаря. Отварям разпора по точката по реден брой 3. Дали некој бара збор във връзка с обарянето за легализация на Кирил Атанасов? Бидејќи никој нема разборе, заклучувам разправата и предлог одлуката за утврдување на потреба да донесување на урбаничко-планска документација за безпроизводен објект надвор од плански објект фарма број 1 по барање на Кирил Атанасов да ставам на гласање. Кој е за предната одлука? Констатирам дека истата е усвоена со 13 гласа за. Отварам расправа врска со предлог одлуката за легализација исто така по барање на Кирил Атанасов кој се однесува на објект фарма објект број 2. Дали некој бара збор? Или има прашање? Бидејќи никој нема разборе, заклучувам разправата и предлог одлуката за утврдување на потреба од донесување на урбаничко-планска документација за безпроизводен објект надвор од плански опфат објект фарма број 2 по барање на Кирил Атанасов да ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека истата е усвоена со 13 гласа за. Отварам расправа врска со одлуката за легализација по барање на Ванчо Манов за легализација на објект Викинг куќа заведена како број 1. Дали некој бара збор или има прашање? Бидејќи никој нема разбора, заклучувам разправата и предлог одлуката за утврдување на потреба од донесување на урбаничко-планска документација за безпроизводен објект надвор од плански опфат објект Викинг куќа број 1 по барање на Ванчо Манов да ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека истата е усвоена со 13 гласа за. Отварам расправа по точката под реден број 6 във врска со барањето за легализација на Стојне Гоцевски за објект Викинг куќа број 1. Дали некој бара збор? Бидејќи никој нема разбора, заклучувам разправата и предлог одлуката за утврдување на потреба од донесување на урбаничко-планска документација за безпроизводен објект надвор од плански опфат објект Викинг куќа број 1 по барање на Стојне Гоцевски да ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека истата е усвоена со 12 гласа за. Следна точка од денешниот дневен ред, седма по ред, е предлог одлуката за формирање на партиципативно тело на општина Белча. Образложение по точката ги даде господин Горан Петровски, повеќе. Благодарам, почитувани председатели, почитувани советници. Согласно новиот закон за просторно урбанистичко планирање број 32 од 2020 година, а како втора фаза од донесувањето на потребни услови за работа на одделението за урбанизам, претходната седница имаше измени во статутот, со што се овозможи донесувањето на ова партиципативно тело. За ова партиципативно тело му предходни две објави за прибирање барање за членови и на последната се пријавија веќе доставени список. Одреден број на членови се по автоматизам, како што се вработените и одговорните лица во одделението за урбанизам, членовите на комисијата која е формирана за таа намена согласно законот и само пријавени членови по повикот за пријавување. Учеството на членовите во ова партиципативно тело е основна намена за добивање на информација, инклузивност и партиципативност на јавноста, а нивното учество на доброволна база и не се наплаќа. Волонтерски, доброволно е, може и по нивно барање и да бидат иземени, може теколно да бидат дополнати со други членови, кои секој ќе мора да поминат преку одлука на Совет. Вие имате пред вас членовите од општина Делчево, се од некои невладини, од проектантски фирма кои ги имаме во градот, од јавни институции, така да тоа е што има да го кажеме на по таа тема, ако имате прашање за тоа. Отворам расправа по точката по реден број 7, а тоа е во врска со предлог одлуката за формирање на партиципативно тело на општина Делчево. Дали некој бара збор има прашање да образложение? Прашање само. Дали се сите констатирани овие од Чугов? Да, има барање. Има он од нивна страна има барање. Имаме повик на два пати, на последниот повик со нивно барање. Има јавна објава. Друг за прашање по точката. Бидејќи никој друг нема разбор и е заклучена расправата и предлог одлуката за формирање на партиципативно тело на општина Делчево да ставам на гласање. Кој е за предлог одлука? Кој е против? Воздржани нема, констатирам дека одлуката е донесена, односно усвоена со 14 гласа за. Следна точка 8 по ред од денешниот дневен ред е деловникот за работа на партиципативното тело на општина Делчево. Образложение ќе даде господин Горан Петровски, повеќе. Како втора фаза после формирањето на партиципативното тело, кое ќе продолжи со решение од страна на градоначалникот и други
пропишани постапки согласно законот. Како база за работењето, потребно е да ни биде усвоен деловникот за работа на партиципативното тело. Содржи одредени членови кои се произлезени од законот. Членовите ги имате пред вас, во основа е тоа, не би мога да кажам повеќе. Тоа се функциите и кого известува деловник за работа. Отварам расправа по точка да поверам број 8 во врска со деловникот за работа на партиципативно дело на општина Делчев. Дали некој бар разбор или има прашање до образлагач? Идејќи никој нема разбор, заклучува расправата и односно деловникот за работа на партиципативно дело на општина Делчев да ставам на гласање кој е за деловникот за работа. Кој е против? Кој е воздржан? Констатирам дека деловникот е усвоен со 14 гласа за. Благодарам на разговарот. Оно само да допун останува комисијата, советот ќе останува, нема промена. Таа Комисијата за урбанизам што останува. Следна точка од денешниот дневен ред е полугодишен извештај за работа на постигнати резултати на општинското основно училиште Ванчо Пркев Делчев за учебната 2020-2021 година. Образложение по точката ќе даде заменик директорот Маријана Стојменовска. Заменик или помошник? Помошник директор. Нема проблем. Поведе. Добар ден. Знаете дека ова учебна година започнавме со креираната нова платформа Обединено, во која што учениците од 4 до 9 одделение беа вклучени во таа онлайн настава. Од прво до трето одделение со физичко присуство, каде што беа определени 4 влеза со сите средства за дезинфекција, редовна контрола, или инспекцијски надзор, или инспектори за хигиената, каде што од прво до трето одделение учениците ја следеа наставата со физичко присуство. Вкупен број на ученици запишани оваа учебна година е 524, од кои 501 во централното градско подрачје, 10 во село Габрово и 13 ученика во Звегор. Превачења запишани имаме 43. Инаку во текот на наставниот процес беше мал проблем во обезбедувањето на таблети, кои што во текот на ова полугодие успешно ги снабдивме учениците преку невладини организации, преку општината, преку директорот на нашето училиште, заедно со вработените. Тука имавме и соработка со локалната власт. Останаа 3 ученика на кои не можевме да им дадеме таблети од причина што тие ученици имаат се со посебни потреби и имаат потреба со физичко присуство, така што тие 3 ученика доаѓаа со початени материјали да се користат за текот на наставниот процес. Имаме 10 ученика неоценети, каде што не се вклучувале редовно во наставата. За нив ќе имаме посебни педагошки мерки на крајот на оваа учебна година. Следењето на наставата постојано е со активности кои произлегуваат од стручните органи, од тимот на училиштето. Имаме реализирано со апликација и проекти кои ги добивме за ова полугодие. Веќе успешно соработуваме и со партнер училиште, каде што одржуваме теми и содржини на одделенските настави за врсничко насилство, одржуваме за родова еднаквост, за лица со посебни потреби. Соработката меѓу локалната власт е на повисоко ниво. Тука се институциите на Црвениот крст, тука е невладината организација ХАМ, тука се сите инволвирани од здравствениот дом, каде што во оваа ситуација COVID имаме постојано следење на појавата на такви случаеви, каде што засега можам да кажам дека добро поминуваме, добро ја одржуваме работата и се снаоѓаме околу наставата колку што умееме заедно со учениците. Мислам дека, знаете вие во каква ситуација сме сега, сметаме дека во догледно време ќе се подобруваат резултатите. Заборавив да кажам дека на почетокот на учебната година имавме обука со наши ментори, кои ги обучуваа и наставниците за следење на таа платформа во наставата. Другото, како податоци ги имате, одделенски совети се одржуваа онлайн, наставнички совети редовно онлайн, се известуваа советот на родители, односно одделенските раководители се закажуваа совет, состанок со родителите, разговараа за одредени проблеми,
Така што колку умеевме, толку успевавме да ги санираме проблемите околу наставата. Интернетот во училиштето сега засега добро, половина од наставниците се изјаснија со нивна согласност и изјава дека ќе следат наставата од дома, а половина од нив се во училиштето со обезбедено грејење и со сите други услови околу интернет комуникацијата. Ако треба нешто, пришајте ми слободно. Благодариме на образложението. Отварям расправа од точката поверена број 9 од денешниот дневен ред, а тоа е врска со полугодишното извеште за работа и постигнатите резултати на Општинското основно училиште Ванчо Прков Делчево за учебната, односно во учебната 2020-2021 година. Некој да разбори ли има прашање? Повелихте, Ванчо? Прашање за овие 10 ученик, они се оценени. Да. Следува одделение. Дали имате сознание, значи мислам контакт со родителите, зашо не се оценети, мислам зашто не ја следат наставата? Така, значи тие ученици се повикувани се и нивните родители при поодделенските наставници, каде што постојано им се напоменува да се вклучуваат. Знаете што прават? Ке се вклучат, ке покажат дека се присутни на час. Ама тоа ќе биде еднаш во месецот. И за нив имаме педагошка мерка, опомена, која што ја даваат прво писмена, па устна опомена, а потоа на крајот на учебната година одделенски испит во кој што со физичко присуство ќе полагаат по сите предмети. Учениците, еден ученик е во 9-то одделение, 2 ученика се во 9-то одделение, имаме во 5-то одделение 3 ученика и во ми се чини дека беше, во 7-мо одделение имаме 2 ученика и уште во 8-мо одделение имаме ученик кој со посебни потреби и ќе гледаме со него посебен третман да имаме, ги кажав тие 3 ученика кои што се со посебни потреби и за нив преку родителите обезбедуваме печатени материјали за да дојдат да ги преземат и да им ги однесат на учениците. Одделенски испит полагаат посебно. Видете вака, причината зашто не се вклучуваат, а се обезбедени со таблети. Имаме, еве јас ќе ви кажам конкретно случај, каде што родителот секој ден доаѓа, а ние со сила го тераме на секој начин писмено, устна опомена, да дојде ученикот. Ученикот доаѓа еднаш во неделата, а родителот доаѓа само колку да дојде и да праша. Ученикот кога доаѓа, тој прво нема средени дома проблеми со родителите и тој ученик сами ние го наведуваме да доаѓа на настава. Проблемот е во дадените родители кои не им овозможуваат на тие деца да ја следат наставата. Имаме такви ученици кои дома седат, а немаат родителите контрола дека треба да следат онлайн настава. Едноставно немаат контрола на нив. Ако имате слободно прашајте, јас ќе ви кажам, дел од тие ученици се од ромската популација и имаме еден ученик од македонска националност, каде што учениците, повикани родители, повикани деца, ќе дојдат еднаш, ќе се вклучат еднаш на час и потоа не се јавуваат. И за нив имаме таков начин на оценување. На крајот на учебната година со одделенски испит. Благодарам на образложението. Друг за прашање и избор по точката. Види никој друг нема разбор, односно нема прашање, за заклучна расправата и полугодишното извеште за работа и постигнатите резултати на Општинското основно училиште Ванчо Прков Делчево во учебната 2020-2021 година поставам на гласање. Кој е за заклучното за исполнение? Кој е против? Кој е воздржан? Констатирам дека полугодишното извеште е усвоен со 14 гласа за. Повеќе. Значи, тие студенти си имаме вработени во Ванчо Прков и мислам дека не треба да гласават за полугодишното извеште. И јас мислам тоа. Меѓутоа ние между самија ставено името така е. Ја мислам дека секој го има прочитани статутот и делот дека за работа и законот за локална самоуправа, јас како председател на Совето немам намера на никој да му ускратам правото да гласа. Значи, децидно е наведени во законот за локална самоуправа и у статутот и у деловникот кој кога треба да се иззема од гласа. Тоа си веќе лична одлука и за тоа има и пропишено. Само да прашам, данешно нешто со физичко присуство, некои податоци дали во скоро време ќе тргнат децата или ништо нема? Сега засега одиме онлайн настава и тоа ни доаѓа. Знаете како, ние секојдневно на наш представник од Министерството за образование и наука ни испраќаме мејл за отсуство на учениците.
например, денес кои се отсутни, од која причина се отсутни, зошто не се дојдени, и тие секогаш навремено не известуваат. Дали ќе почнеме со наставата или не, на каков начин ќе треба да се изведува во текот на второто полугодие и секојдневно нашите оделенски раководители со физичко присуство и оделенските раководители кои се со онлайн настава даваат известување кај педагогот и психологот за нивното секојдневно следење на наставата. Значи се јавуваат секојдневно. И ние имаме со Златановска таква комуникација во која мораме да известиме каква е состојбата дури и на заболени ученици во училиштето, како и вработени. Постојано. Образложението. Мислам точката е изгласна, тоа е неформално се отнашено. Благодарим. Поминуваме на наредната точка. Благодарам и на вас. А 10-та поред, а тоа е во врска со полугодишниот извештај за работата на Општинското основно училиште Свети Тохридска Делчево за учебната 2020-2021 година. Образложение по точката ќе даде господин Горан Димитровски, директор на Општинското училиште. Дали тука директор? Да, поведете директор. Добър ден, благодарам, почитувам председателя, почитувани съветници, почитувани присъствени. Полугодишен извещай на Общинското основно училище Свети Климент Охридски Делчево за учебната 2020-2021 година. Мислам дека до сите съветници е доставен комплект за изработа за полугодишен извещай на училището. На почетокот на содржината појдовна основна за изготвување на годишниот извештај, лична карта на училиштето, мисија, визија, подготовки за почеток на учебната година, наставен план и наставни програми, оценување од наставни активности, реализирани посети, други воспитно-образовни подрачја, следење на воспитно-образовна работа, професионален развој на наставници и стружни соработници, соработка со родители, обществено корисна работа, ученички активности, соработка со локална заедница и други организации. Состаноци на наставниот совет, на училишен одбор. На 6-та, 7-та, 8-та, 9-та страна ви се дадени табели за соопшти податоци во подрачни училишта, структура на училиштето, ученици по број и национален состав во централното училиште, табеларен преглед на ученици од подрачни училишта по пол и етничка припадност, подготовки за почеток на учебната година, модернизување поправки на простории во централно училиште и подрачни училишта, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на училишните згради, напавка на средства за хигиена, течен сапун, дозери за дезинфекција, лимени, гумени и сугерасти прагови на влезови пред училишните згради, хартиени брисачи, онлайн обуки на наставниот и стручниот кадар за изведување на настава со далечинско учење преку националната платформа Microsoft Teams, Zoom, распоред за влегување во училишна зграда во централното училиште за учениците кои постуваат настава со физичко присуство од прво до трето оделение, набавка и поставување на едукативни и информативни материјали и насоки за заштита на здравје и безбедноста во училиштето според протокол за постапување во основни училишта во Република Северна Македонија, набавка на течно и тврдо гориво за затоплување на училишни згради, набавка на 10 лаптоп, компјутери, 3 LCD проектори и 24-канален систем со 6 камери за потреби на реализирање на настава на далечина, склучен договор за конекција интернет со Телеком, хортикултурно уредување на училишниот двор со донирани средства од страна на наставен кадар во училиштето, спроведување на проект за изградба на ограда во училишниот двор во централното училиште заради безбедност на учениците и вработените. Наставен план, наставни активности, програми, табелите ви се дадени на 20, 21, 22 страна.
ученици кои освојувале награди од 1 октомври, облуки вебинар, значи онлайн облуки, извештај за изостаноци во првото полугодие, споредна анализа на изостаноци и успех прво полугодие од последните 4 учебни години. На страна 33 има преглед на успех на ученици од последните 4 години за прво полугодие. Сега оваа година 519 ученици запишани, описно оценети 342, одлични 82, многу добри 47, добри 24, долу нема, средна слаба 9, 2 слаби 1, со 3 и повеќе слаби 7 ученици, средниот успех 4,16. После 34-35 страна ви се табелите по предмети, тоа е вкупниот полугодишен збирен извештај. Повелете ако има прашања. Благодарам директора на образложението. Отварам разправа по точката по време број 10 от днешниот дневен ред, а тоа е во врска со полугодишното извештај за работа на Општинското основно училиште Свети Климент Обречко Делчево за учебната 2020-2021. Некој има прашање или